И во пензионерските денови Абдул Джелал Есати од Тетовско теарце, познат како доктор Джеки, се уште спасува човечки животи, постојано наготов со медицинска опрема во својот автомобил. Повик за помош добили пред 10 дена кога работник Неевана паднал од дрвен електричен столб додека работел, при што се здобил со тешки телесни повреди. Во несреќа, среќа затоа што главата на жртвата, на пациентот, да не речем жртва, беше повисоко од бандера, а бандерата, столбот фатено е во средина на телото. Травматична состојба, травматичен шок. Со помош на народот ја поместивме столбот. И јас бев приморен, оти имаше униформа службено одевана, бев приморен да ја сечам униформата за да влезем да најдем вена, канал. Ние викаме животна вена, ако не наоѓаш тогаш вена, ништо не си направи. За среќа се погоди вена, ја превенирав болката, га имобилизирав ногата, шокот со инфузии го покачив тензијата, стана пациентот контактибилен. Кога беше веќе од моја страна со помош на народот успешна реанимација, тогаш стигна брза помош. Доктор Есати вели дека токму брзата, но и прецизна прва помош е клучна во такви моменти, затоа што ако поместувањето биде непрофесионално, може да има трајни последици врз здравјето на пациентот. Ако нема особа кој треба да го тоа координира состојбата, jer покушајќи да и помагаш на настраданиот, тогаш од неспремана состојба, без искуство, без све, може да направиш катастрофа. Речемо да почнеме од горе, вратна кичма, ако има повреда на вратна кичма или некој пршлен на столбот, со поместување непрофесионално ќе и одмагаш на болниот и ќе допринесеш на болеста и може конечно да има инвалидитет. Докторот добива повици и во текот на ноќните часови и секогаш е достапен на мобилен телефон. Вели дека во своето 36 годишно работно искуство како анестезиолог, реаниматолог, никогаш не користел одмор. За да ја продолжи хуманата мисија, сака да работи и како волонтер, ако тоа го дозволуваат законските нормативи.